Почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, почитувана председателка на комисијата. Веќе неколку дена во собранието разговараме и дебатираме на општата расправа по однос на измените и дополнувањата, односно на предложениот ребаланс на буџет. И сметам дека најголем дел од оние важни програми и подпрограми кои што се составен дел на овој ребаланс на буџет беа разгледани и дискутирани од страна на сите пратеници, секако со право на секој пратеник да даде свое мислење, своја теза во однос на предложениот ребаланс, со позитивни или негативни тези, забелешки по однос на истиот. Граѓаните ја дадоа својата доверба на ВМРО-ДПМНЕ да ја предводи државата, со тоа и на владата, и владата има должност и обврска да создава подобри услови за живот на сите граѓани во Република Македонија без разлика на било каква нивна припадност, и воедно има обврска да реализира голем број на капитални проекти кои ќе значат брз раст и развој на нашата држава. Сметам дека оваа обврска владата успешно ја исполнува, зашто сведоци сме сите ние кои секојдневно ги следиме преземените мерки и активности од страна на владата, но сведоци се и самите граѓани, зашто говорат и последните бројки од направените анкети. Пред нас пратениците е предлог ребаланс на буџетот, од кој може да забележиме дека имаме буџетирање базирано на принцип на реалност, односно буџетски приходи кои се планирани во износи во кои реално може да се остварат и расходи на ниво на кои може да се извршат. Даночните приходи растат, ДДВ-то расте, данокот на личен доход расте, данокот на добивка расте, и важно е да се истакне дека вкупните приходи во првите 5 месеци во 2026 година изнесуваат 140 милиарди и 162 милиони денари, што е за 5,7% повеќе од истиот период во 2025 година. Кога сме кај бројките, важно е да се истакне дека исто така растат и капиталните расходи, имено се зголемени за 4 милиарди 747 милиони денари, односно 44,8%. Платите на доместоците се зголемуваат, субвенциите и трансферите растат за 10,4%, и ова се средства насочени кон земјоделието, кон железничкиот сообраќај, породилното боледување, студентскиот и ученичкиот стандард, мојот ДДВ и останати работи. Исто така растат и социјалните трансфери, со што социјалната компонента останува една од најголемите во расходната рамка, затоа што пензиските обврски, здравствената заштита и поддршката на ранливите категории на граѓани се сериозна и задолжителна обврска на државата. Посебно сакам да истакнам дека капиталните расходи достигнуваат 45 милиарди 936 милиони, што е најсилниот развоен сигнал во целиот документ, односно во целиот ребаланс на буџет. Она што е исто така особено важно и треба да се истакне, дека во месец јуни Царинската управа има рекордна наплата на царинските давачки во Република Македонија, испоредбено со првите 6 месеци од 2025 година, и оваа година во првите 6 месеци има наплата од плюс 50 милиони евра, со што мораме да признаеме дека ова не се само обични бројки, туку бројки што пресликуваат една економија што работи и што се движи напред. Развојните подпрограми исто така се клучниот доказ зошто овој ребаланс на буџет е развоен. Имено тие достигнуваат 41 милиарди 58 милиони денари, што е зголемување за 4 милиарди 216 милиони денари или 11,4%. Во здравството развојните програми растат за 94,4%, односно околу 300 милиони денари. Реконструкцијата и доградбата на јавните здравствени установи расте за 187,2% и достигнува 460 милиони денари. Во образованието развојните подпрограми имаат зголемување од 220 милиони. Инфраструктурните проекти во општините растат за 120 милиони, а студентските домови преку енергетската ефикасност за 96 милиони денари. Во социјалната политика развојните подпрограми растат за 58,8%. Железничката инфраструктура расте за 743 милиони денари, а кај Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има зголемување од 190,9 милиони денари или 21,1%. Програмата за заштита на животната средина исто така има зголемување и раст од 30,8%. И важно е тука да се истакне дека само кај намалувањето на загадувањето има зголемување на средства од 63,7%, а управувањето со отпад добива 74 милиони денари повеќе.
Почитувани колеги, ова не се само бројки, ова е економска порака за стабилност, доверба и развој, но воедно значи и потврда за одговорно управување со јавните финанси. Токму затоа, заради сите овие горе наведени споменети податоци кои се составен дел од ребалансот на буџетот, на кој Министерството пристапува крајно сериозно, со многу внимателност и прецизност во неговото изготвување, сметам дека ова ќе биде развоен ребаланс со голема одговорност кон идните генерации, на кој ќе се темели одговорна и посветена работа, и истиот ќе придонесе нашето општество и нашата држава да се движат во правилна насока. Само накратко ќе дадам свое образложение зошто ценам дека овој предлог ребаланс на буџет е развоен и позитивен. Развоен е затоа што со негова целосна реализација граѓаните ќе добијат подобри патишта, подобра локална инфраструктура, водоводи и канализации. Развоен е затоа што граѓаните ќе добијат подобри здравствени услуги, реконструирани здравствени установи, и со што се докажува дека здравството и здравствената заштита на граѓаните е врвен приоритет на оваа влада. Развоен е затоа што се превземаат чекори кои отварат можности и перспективи како никогаш досега, особено за младите кои добиваат поддршка во повеќе програми наменети токму за нив, одлични мерки и проекти за младите луѓе кои веруваат во својот потенцијал, кои сакаат да останат тука, да напредуваат и да ја градат својата иднина тука, во својот дом, во својата држава, а не да заминат од неа. Развоен е исто така затоа што граѓаните добиваат општини и локални самоуправи кои градат и создаваат и влада кој им нуди помош и потпора на општините, а не им прави стагнација во нивниот развој како што за жал беше во минатото. Почитувани, сведоци сме сите дека ова е време кога проектите не се рекламираат и не стојат на хартија, туку се градат и се видливи. Дојде време кога парите на граѓаните се враќаат назад повторно кај граѓаните преку реализација на над 2000 проекти во период од само 2 години. За прв пат во историјата на Македонија се градат 6 автопати истовремено. Инфраструктурата ги отвара вратите за туризам, за економија, за регионално поврзување и за создавање на нови работни места. Но секогаш сме искрени и можеме да кажеме дека може повеќе и може подобро, но треба да бидеме искрени да признаеме дека во изминатиот период, односно изминатите 2 години, се превземаат мерки кои со децении не биле превземени. Се работи како што никогаш до сега не се работило и со поставување на високи стандарди. Со јасен план и визија и секако со многу работа, овој ребаланс може да се реализира и таа реализација да придонесе за создавање на поквалитетен живот и поголемо достоинство на нашите сограѓани. Нашата дадена поддршка како пратеници за донесување на овој ребаланс на буџет ке значи и поддршка за развој и напредок на сите градови, општини, населби и села во Република Македонија. Ветивме честна, одговорна и посветена работа и тоа полека, но сигурно го остваруваме. Ви благодарам.